Hello, Dortmund. Продукција скок, некој за прв пат во Дортмунд пред стадионот, некој после 20 години повторно. Славниот Вестфален стадион во Дортмунд, а еден од најголемите во Германија, некаде 80.000 ми се чини капацитетот. Неколку часови пред надпреварот Италија-Албанија, Б група, интересен надпревар. Допутувавме со автомобил од Кепенхајн до овде. По патот многу коли со црвени обележја. Јас малку дребнав, Наташа беше побудна. Многу коли со црвени обележја и овдека исто пред стадионот, многу црвената боја доминира. Дали е уште рано за италијанците не знаеме, но мораме да констатираме дека албанците ги има во голем број. Некои информации ни кажуваат дека дали е точно и непроверено е посекако не знаеме дека околу 50.000 карти дека имаат земено албанците. Како е тоа возможно и дали е навистина така, ќе видиме подоцна. За некои 15 на минути од прилика се отвара медија ентран, значи влезот за новинарите. До пред 16 часот не е дозволен влез за медиумите. Тоа е нешто интересно, ново. До сега не било така, до сега значи еден новитет на УЕФА, значи во далеко во минатото 20 на години наназад прес-центрите работеа од сабалето, од наутро од 8-9 до навечер до 24. И во Истанбул финалето на Лигата на шампионите беше слично. Овде се отвараат 16 часот попладне, надпреварот почнува во 21:00, работи прес-центарот до 1 после полнок. Тоа е. Неофицијално 50.000 надпревари се на контото на навивачите на Албанија. 50.000 карти. Карти, да. Околу 25.000, 30.000 на спортивната страна на италијанците. Ќе видиме како ќе оди. Како и да оди, убаво е чувството да си прв пат овдека на стадионот на Борусија Дортмунд. Предпоставувам убаво е чувството да си после толку години повторно тука. Да. Од 2006 после 18 години на светското првенство, нови стадион го гледав на преворот Германија-Полска. 1:0. Интересно е да кажеме дека контактите со Македонија велат дека во Македонија се уште е онакво времето како што не испрати, значи многу топло, многу пеколно. Овде, ако може да забележите, сме во зимски јакни, иако некои вака храбро знаат да се пуштат и пократа. Така е, се гледаме со друго јавување од внатрешната просторија на стадионот. Гледаме Италија, Албанија, Вестфален стадион, Дортмунд, продукција скок во комплетен состав. Еве, ова е тоа за кое што зборуваме. Црвената боја доминира. Еве тука малку. Еве конечно плава боја. Јас за кој навивам не морам да кажам. По бојата на јакната може да се забележи. Иако нели имаме и други екипи за кои што навиваме. Црвената боја некогаш е црвено-црнава боја, ние ја навиваме, ама тоа кога станува збор за македонско првенство бе. За македонско првенство црвено-црната боја ние, а? Еве ги италијаните тука малку расшарале.
вака се носат во споровот хулиганите, тие што направиле беѓа. Ги носат во тоалет и ги вадат од тоалетот. Се наоѓаме, повторувам, еве вака, уште еден носат во централниот дел на Дортмунд, че во центарот. Како никогаш до сега доминираат боите на една репрезентација. Каде и да сме оделе, кај да сме патувале, било тоа измешано некако, малку повеќе едни или други. Ова е невидено до сега. Ist zu 5%. Geh nicht drüber laufen, was ist das denn? На еден час пред почетокот на надпреварот Италија-Албанија, исто како што кажавме во претходните видеа, доминира црвената боја. Тоа е реалноста. Се наоѓаме непосредно пред стадионот. Imagine einen Sack voll, Papa. Не го одехме во време, кај му е паркинг одехме. Не го донеме